Е. Чекай. Микрофонот. Шува води. Ништо бе се. Може? Да, и јас уште денеска поднесов предлог за определување мерка притвор. Дали е доделен? Не знам, остана судијата да одлучува. Дали определихте налог за претрес, имаше таква информација во јавноста за осомничените во најновата Да, да. Кои сите? Па кај тројца. Државниот јавен обвинител рече денеска дека во текот на утрешниот ден најверојатно ќе биде поднесено обвинение за првиот дел од истрагата за рекет. Дали остануваат истите квалификации на делото од првиот пат или има некаква промена за сите лица? Истите квалификации. За сите лица. Да. Заврши истрагата за рекет, вештачењето исто така на одземените предмети, какви, дали има клучни докази токму во тие вештачења кои што се завршени? Да. Зборам за обвинението што утре ќе го поднесувам и за тие осомничени. Да, пронајдовме многу битни докази. Добро, имаше многу информации во јавноста. Кажа јавниот обвинител дека имало интерес некој да се спогоди со вас во првиот дел од истрагата на рекет. Кој сакаше да се спогоди и дали може да се очекува спогодба во периодот дека обвинението стане правосудно? Јас ви цитирам што кажа Љубомир Јовевски денес, дека имало интерес кај некој од осомничените да се спогодат со вас. Да, имаше кај некој од осомничените. Не се поднесе званична иницијатива за склучување спогодба, но побара спогодба, така да ќе видиме што ќе одлучиме. Може ли да дознаеме кој побарал? Не, во овој момент не. За колку осомничени ставаме кои побарале спогодба? За кој дел? Дали за двата дела или само за Еден осомничен побара за првиот дел. За утре што ќе има обвинение. Дали пронајдовте уште пари, може би бидејќи тоа беше во тек? Не. Добре, ќе има ли други политичари или други лица опфатени со истрагите со какви за двете гранки во овој случај? За колку други лица ќе има постапка? Не знам дали воопшто ќе има постапка за други лица. Сега ќе видиме овие докази каде ќе не одведат. Унапред не може да се знае, нели? Сега поднесовме предлог, донесовме наредба за истрага само за оние лица за кои сметаме дека постојат основано сомнение за сторени кривични дела. А понатаму каде ќе не однесе истрагата, не може да се знае однапред. Предложени се мерки на предпазливост. Кои пасош само или Не. Одземање на патна исправа, забрана за напуштање на престојувалиште и еднаш неделно да се јавува во судот. Утре ќе бидат распитот на другите осомничени. Јас немам информација дека некој е избеган. Дали побаравте посебни истражни мерки за оваа нова истрага што ја споведавте? Не, за оваа нова истрага немаше посебни истражни мерки. Трето продолжение. Па јас веќе реков, не знам што може да се очекува, не знам каде ќе не однесат доказите, стварно не можам да гатам. Обвинителке, само ќе коментирате од денешен аспект, тоа
вашата изјавата на господинот Јовевски дека тврдевте, дека сигурни дека во аферата Регет нема вклучено политичари. Денеска на претенички подпредседател на собранието е веќе осумничен. Вака. Во тој момент немавме никакви докази, нити сознанија дека има вклучено некој политичар. Зборувам за тој момент. Потоа, каде не одведоа доказите е сосема друга работа. Че некоја ја имавме таа пресконференција, го кажавме она, зашто и со кои докази во тој момент располагавме. Каде завршиле парите? Влеговте во трагот на парите, биле пипени во проме? Па да, биле, затоа имаме и ќе има обвинение за перење пари. Исто така неколку документи излега од обвинителството, ви отворивте истрага внатрешна, дали го пронајдовте лицето? Така, одговорно тврдам дека документите не се излезени од обвинителството. Затоа што убаво се гледа на снимките дека е сликано на копија. Во обвинителството се оригинали. Копии обвинителството достави до судот на 15 јули, кога се бараше кога имаше предлог за притвор на двајца осомничени. Потоа дел од докази кога се бараше продолжување, како и дел од докази кога се бараше определување на мерка притвор на зајавен обвинител. И може убаво да се види дека тие документи што излегоа дека се од копија. Така да одговорно тврдам дека не се излезени од јавното обвинителство. Која дал информацијата на една медиумска куќа дека постои наредба за проведување на посебни истражни мерки за некакво осумничение? Со оглед на тоа што наредбата е строго доверлива. За која наредба зборувате? Стварно не знам. За посебни истражни мерки. За оваа истрага? За претходната. Истрагата на Бојан Јовановски и на господинот Капцан. Јас не знам која дал, затоа што ние сите докази кои ќе бидат предложени со обвинението ги дадовме на одбраната. А која дал таа информација, стварно не ми е познато. Најдовте ли кој продава искази на луѓе на пазар на црно, на адвокати? Не. А каде истражувачкото новинарство открие нешто? Дали заедно со обвинението утре ќе поднесете или веќе размислувате за нови продолженија на притворите за осомничените во првиот дел од истрагата за Рекет? Да, ќе се бара продолжување на мирката притвор. За сите осомничени? Да. Продолжуваат претресите во текот на вечерта? Какви метраи? Па јас стварно бев овдека во судот, така да не ми е познато дали некаде се завршени претресите или се уште траат. Ако некој од истражувачките новинари кои што ги повикавте сега да работат, најдат некоја информација која што е можеби непријатна за обвинителството, ќе покренете ли кривична прижава против таков? Видете, јас донесов наредба за истрага и ќе поднесам обвинение за јавен обвинител. И воопшто не смеете да се сомневате дека за било кој друг јавен обвинител, доколку добијам сознанија, дека нема да донесам наредба за истрага и дека нема да покренам обвиненија. Колеги?